Booster. Go. Retro. Go. Vital. We're go flight. Guidance. Guidance go. Surgeon. Go flight. Ecom. We're go flight. GNC. We're go. Telmuse. Go. Control. Go flight. Procedures. Go. Inco. Go. FAO. We are go. Network. Go. Recovery. Go. Capcom. We're go flight. Gentlemen. Milenko Nedeljkovski, popladnevno radio show započnova. Houston, we have a problem. Dobar dan, dobrodošli u Milenko Nedeljkovski radio show, redovno radio show moje na Radio Slobodna Makedonija, kako i sekoja sreda v последните 3,5 години. Денеска со француска музика, а причината зашто е тоа така ќе ви образложам подоцна. За 10 дена од денеска во Франција, во Петата република, во една од неколкуте држави атомски велесили, во една од неколкуте држави кои имаат право на вето и се постојани членки на Советот за безбедност за Обединетите нации, и во една од неколкуте држави кои со векови биле колонијални и робовладетелски сили, се одржуваат редовни председателски избори. По многу што карактеристични се работи за Петата република, имало 4 републики наназад. Не верувам дека поголемиот дел од луѓето знаат кои се тие 4 републики и кога започнала Петата. Петата е започната во средината на 50-тите години од минатиот век. И ова ќе се први избори во Петата република, каде што актуелниот председател на државата нема да се кандидира за втор мандат. Имало ситуации кога се кандидирал па не победил, имало ситуации кога се кандидирал и победил, но меѓутоа прв пат е да е толку ниска популарноста на Франсуа Оланд, на сегашниот председател на Франција, што самиот увидел, неговата партија исто така увидела дека ќе бидат декласирани на овие избори, дека ќе бидат победени на овие избори, па дури нивниот алтернативен кандидат е во овој момент по популарност дури на петото место, а има 11 кандидати кои се пријавиле за председателската трка. Значи тоа е број 1. Број 2 е што е голема веројатност постои прв пат во историјата на Франција жена да стане председател. Прв пат во историјата на Петата република по силните председатели како што биле Де Гол и Жорж Помпиду да има исто така силен председател во ликот на Марија Ле Пен. И интересно е дека има повеќе кандидати кои се многу интересни. Едниот кој доаѓа од југо-западниот дел на Франција, например, председател на Светското здружение на луѓе кои живеат во планина, например. Потоа има друг кој е од партијата, има друга женска која е од партијата на комунистите, односно троцкисти, па има еден трет кој е од движењето, партија создадена врз база на движењето на Линдон Ларуш. И така да има навистина еден шарен конгломерат од кандидати. Зошто е за нас битна Франција? Затоа што француските амбасадори овде кај нас се исклучително онака патерналистички настроени, односно сакаат да bossing around, да ни шефуваат овдека простите нас, да ни кажуваат што е, како е, треба, не треба и така натаму. И ни се мешаат во се и се што, а својот јад не можат да го видат и не може да ги спречат терористичките напади во Париз, во Марсеј, убиството на оние новинари или карикатуристи во Шарли Абдо и така натаму и така натаму. Битно е затоа што еден процес кој во Америка почна пред овие последни председателски избори, односно почна во рамките на кампањата за кој ќе биде демократски кандидат од демократите меѓу Хилари Клинтон и Берни Сандерс. Значи започна со движењето кое го поведе по себе Берни Сандерс, на крај разочара човекот. Меѓутоа факт е дека се направи
големо поместување, голем напредок во рамките на американската демократија која беше суспендирана од неколкумина моќници во таа држава, се направи големо поместување со Берни Сандерс, а финално поместување со победата на Доналд Трамп. Секако Доналд Трамп, влегувајќи во својот кабинет, во Белата куќа, во овалната канцеларија, се соочи со така наречената Deep State, длабока држава, иако јас мислам дека Deep, длабока е погрешен израз, тоа треба да биде criminal state. Бидејќи тие што управуваат со Америка паралелно, каде што прават паралелна и легална незаконска држава, тоа е криминален акт, тоа се криминалци и затоа не треба се вика Deep State, туку criminal state. Соочувајќи се со таа криминална структура и криминална држава, Доналд Трамп од јануар наваму реди само порази и во врска со Обамакер, и во врска со проблемот со зидот према Мексико, и во врска со забраната за влегување на луѓе со муслиманска вероисповест од одреден број земји од Блискиот и Средниот Исток и така натаму, се соочува со серија проблеми, вклучително и најновото бомбардирање без потреба на една врз база на една фейк ньюс во врска со наводно труење со нервен газ на цивили, меѓу кои многу деца. Но, без разлика на сите тие пропусти на Доналд Трамп, кој го прати својот практично прв човек Тилерсон во Москва. Тилерсон е денеска и ден-два назад во Москва. Меѓутоа тамо него прима Путин. Дојден е само до нивото на Лавров. И покрај сите пропусти и промашувања што ги има Трамп, победата негова во Америка само го потврди она што со движењето на Сандерс се случи и што можеше да се констатира, оние кои видоа, оние кои не видоа, останаа слепи при очи, дека работите се менуваат и дека народот ја зима судбината во својата раци, ама практично, не онака како флоскула на Бранко Црвенковски. Значи, практично си ја зема и сега доколку му ја даде довербата на Трамп, доколку Трамп разочара ќе му ја земе, ќе стави некој друг и така натаму, меѓутоа народот решава, веќе не решават мали елитни групи од супербогати луѓе. Сето ова збиберено со барањето на Каталунија да излезе од Шпанија, барањето на Баскија да излезе од Шпанија, барањето на Савоја да излезе од Франција, референдумот во Шкотска кој беше фалсификуван за шкотите да не излезат од власта на круната од кралицата, вклучително и со Брекзит случувањето, значи со излегувањето на Велика Британија од Европската Унија, се тоа нешта кои од темел го расклопуваат, односно го растресуваат како тектонски исклучително силен земјотрес како оние во Пацификот што прават огромни цунамија. И еден од врвовите на таков потрес ќе се изборите кои се за 10 дена во Париз, првиот круг, и вториот круг е во првиот викенд од мај. Бидејќи тие се избори исклучително важни и за нас, затоа што доаѓањето на Лепен на власт значи дека таа ќе расчисти со НАТО, значи дека ќе расчисти со ЕУ, таа е голем евроскептик, и како член на парламентот на Европската Унија евроскептик и се залага за излегување на Франција, ќе ги засили односите на Франција и ќе ги затопли односите на Франција со Русија, што сето тоа значи дека ќе направи еден генерален шифт на незината голема, богата и со многу луѓе држава, со многу луѓе, нации, народи внатре, религии и така натаму. И тоа ќе е едно битно поместување за Европската Унија, во која без Франција ќе остане само Германија, односно ќе се подсетиме
na последните неколку години од 30-те години на минатиот век, се до започетокот на Втората светска војна, 39-та, војната меѓу 41 и 44-та, која беше и на нашата територија, и владењето на поголемиот дел од Европа од германците, односно тогаш нацисти и фашисти, и крајно нивниот пораз на 9 мај 45-та со истакнување на знамето на Советскиот сојуз на законодавниот дом во Берлин, кој беше целиот во рушевини, меѓутоа освоен од руската краснаја црвена армија. Значи, доаѓањето на Ле Пен евентуално на власт е исклучително важен сигнал. Оно што е сигурно е дека таа во првиот круг ќе победи. Во секој случај ќе влезе во вториот круг, таму има два круга, нели? Тешко може да се случи делот српски да некој француски Вучич има толку разлика па да победи во првиот круг, ќе има и втор круг. Во вториот круг Ле Пен може да изгуби само во случај ако сите останати се договорат да одат против неа. Тоа е многу слично сценарио како што се сега случува во собранието на Република Македонија, односно во политичката битка во Република Македонија. Но разликата меѓу Франција и Македонија е што тие што тоа ќе го прават во Франција, однапред ќе го најават, однапред ќе ја кажат својата платформа, тактика, план, програма и така натаму, за разлика од Македонија и од овие тиранци кои ја подржуваат тиранската платформа, па затоа според мене им лежи името, прекарот тиранци, за разлика од овие тиранци кои сето ова не го кажаа пред избори, го крие од народот, го лажеа народот, ветуваа сосема нешто друго и кога победија, ветија друго. Сега се обидува да направи друго. Тоа е исто да кажеме како во Франција, било кој председателски кандидат да рече ние сме за силна Франција, ние сме за ова, за она и така натаму. И кога ќе победи, да каже да, победивме, меѓутоа сега Нормандија нека си зема независност, Рур и Сар нека влезат комплетно во Германија или таква некоја. Да кажеме да како што победи Трамп, да рече победив, ама еве сега Нью Мексико нека влезе во рамките, нека си оди во Мексико како држава. Значи, тоа е разликата меѓу Франција и Македонија. Да остава Македонија на страна, Франција, значи, може да не ја избере Ле Пен во вториот круг, само ако сите најдат еден кандидат околу кого ќе се соберат, тоа е најтешкиот дел, и секој би сакал да е тој кандидат, и потоа сите да одат против неа. Во тој случај, шансите се 50-50 или можеби малку се повеќе на против Ле Пен. Бидејќи ова толку важен момент, според мене, за правецот на европската политика, бидејќи заминува Велика Британија, доколку победи Ле Пен заминува Франција, во стравот на конфузија со Соединените американски држави, бидејќи тоа Франција е исклучително битен момент, земајќи ги предвид сите релации со Германија, со земјоделците во Франција, со продажбата на земјоделските производи и производите на фармерите во Франција, значи еден со проблемите кои се соочува автомобилската индустрија на Франција и дисперзираните нивни погони во Полска и во други држави, така натаму, сега да не навлегувам во детали, да не биде сега сета оваа експликација премногу досадна. Значи сите земајќи ги овие аргументи во предвид, е јасно дека се работи за исклучително важни председателски избори во Франција. Токму затоа мојата телевизиска екипа на мојата продукција во понеделник за 4 дена заминува за Франција, за од таму и пред првиот изборен круг и пред вториот изборен круг да направи емисии од лице место со луѓе кои знаат што се случува и знаат да предвидат, знаат да испрогнозираат, знаат да кажат што сметаат дека ќе биде. И со такви емисии да се обратам на македонската јавност преку моето телевизиско шоу кое оди на Алфа телевизија и преку моето радијско шоу кое оди на Радио Слободна Македонија. Booster. Go. Retro. Go. Vital. We're go flight. Guidance. Guidance go. Surgeon. Go flight. ECOM. We're go flight. GNC. We're go. Telmuse. Go. Control. Go flight. Procedures. Go. INCO. Go. FAO. We are go. Network. Go.
Recovery. Go! Capcom. We're go, flight. Gentlemen. Milenko Nedeljkovski, popladnevno radio show започнува. Houston, we have a problem. Започнува всушност вториот дел. Должен сум да ви кажам дека мојата телевизиска, односно новинарска екипа, има акредитација за во штабот на Мари Лепен. 7.000 барања за акредитација стигнале во штабот. Нема таа партија некои импозантни простори и одобрени се само 420 и нешто, меѓу едните од тие 420 и акредитацијата за екипата на продукцијата Вондер Интернационал од Скопје, односно за мене и за мојата екипа. Она што сакам исто така да кажам, дека патот ќе го искористам да одговорам на барањата на луѓе кои ги интересира ситуацијата во Македонија и да одржам неколку предавања пред оние што се заинтересирани да чујат што како се случува во нашата држава, што има ново, што има старо, предпоставките какви се, кој што работи, кој што криеш, кој што планира. И ќе одржам во тие 20 на дена неколку предавања, од кое првото е на 18 април во Штутгарт. Потоа следи уште едно кое е во Северна Германија, па следи едно во Шведска и така. На враќање уште едно. Првото е на 18 во Штутгарт во Германија. Така да и оние што не можат заради своите работни обврски, својот бизнес и така натаму да бидат често во татковината, кои нештата ги пратат преку социјалните мрежи или преку пријатели, роднини што им праќаат информацијата, ќе можат на лице место да се информираат, да прашаат и ја да одговорам она што го знам или она што не го знам, барем она што го предпоставувам дека се случува или ќе се случи. Она што е уште еднаш да повторам важно е дека од претседателските избори на земјата членка на Советот за безбедност, нуклеарната велесила Франција, Петата република, државата на Наполеон, на Де Гол, на Помпиду, на Жак Брел, на Ив Монтан, дека во таа држава Македонија ќе има своја директна информација од случувањето на претседателските избори во првиот и вториот круг во емисијата Миленко Неделковски шоу, која оди редовно во петок на Алфа телевизија и во емисијата Миленко Неделковски радио шоу, која оди редовно секоја среда на Радио Слободна Македонија. Gentlemen, it's been a privilege flying with you. Тоа беше попладневното радио шоу на Миленко Неделковски. Hasta la vista, baby.